Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. 11-годишно девојче од Кочани е бремено во 6-тиот месец. Таткото е 19-годишник, а за случајот е запознаен и Центарот за социјални работи Кочани, откаде велат дека ситуацијата со бременото 11-годишно девојче е жална, но преземаат се што е во нејзин најдобар интерес. Гинеколозите истакнуваат дека младите рано стапуваат во сексуални односи, а се прават по 5 или 6 абортуси на малолетни лица годишно. 11-годишно девојче од Кочани е бремено во 6-тиот месец. Девојчето на 24 јануари е донесено во Берово од Центарот за социјална работа во Кочани. Неофицијално, таткото е 19 годишен, а случајот не е силување, велат од Центарот за социјални работи Кочани. Девојчето живеело со својата мајка, која не забележала дека ќерка ѝ е бремена, а тоа го забележале луѓе од училиштето, пошто девојчето било однесено на гинеколошки преглед. Училиштето го информирало Центарот за социјална работа во Кочани дека 11-годишното девојче е бремено, пошто Центарот постапил согласно сите стручни упатства и процедури во вакви случаи, воден од начелото на најдобар интерес на малолетното дете. Ова за Канал 8 го потврди директорот на Центарот Кирил Ковачев. Во оваа насока стручниот тим од стручни работници ги презема во континуитет сите дејствија согласно законските надлежности. Случајот е пријавен во полиција и поднесена е соодветна кривична пријава. Апелирам до јавноста да се воздржи од коментари со кои и понатаму би се виктимизирале деца во ризик и да се постапува согласно начелото за доверливост од Законот за социјална заштита и од ниту една страна да не се шпекулира со лицата кои се нашле во ризик и да се остават сите надлежни институции да ја завршат својата работа, секоја согласно нивните надлежности и ингеренции. На писмен допис за Канал 8 истакна Ковачев. Пред 2,5 недели во 22 часот вечерта Кочанската полиција го задржала 12-годишниот ЕА поради постоење сомнеж дека извршил полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. За ова дело казниво според членот 188 став 1 од Кривичниот законник, минималната пропишана казна е 12 години затвор. Гинеколозите велат дека младите во Кочани рано стапуваат во сексуални односи, а зголемен е бројот и на абортуси кај девојките. Младите девојки ретко посетуваат гинеколог и не прашуваат за своето репродуктивно здравје. Најчеста инфекција кај младите е кандидата, на која што отпаѓа 90% од заболените млади девојки, вели доктор Фонзи Јуруков и додава дека, за жал, зголемен е и бројот на абортусите кај младите. Најмладата пациентка што абортирала има само 12 години, а годишно се прават од 5 до 6 абортуси на малолетни лица во Кочани. Има доста чести абортуси кај млади лица. На колку годишна возраст е најмладиот пациент? Па најмладиот пациент имало е на 12 годишна возраст. Најмладиот, јас имало е 12 години. Што туку е почнал со менструација и со сексуален однос и веднаш е направена таа работа. Мал број од младите девојки посетуваат гинеколог и се интересираат за своето репродуктивно здравје. И од оние кои прашуваат, повеќе се интересираат за заштита од бременост, отколку за заштита од инфекции, констатираат гинеколозите. Мислам дека се уште многу малку се интересираат и многу малку го посетуваат гинекологот баш за овие работи за кои ме прашавте. Интересираат се повеќе околу пазењето, неголи околу инфекциите. Тој е првенствено што ги интересира. Како да се заштитат од бременост? Како да се заштитат од бременост. Тоа повеќе ги интересира отколку дека самиот акт сексуален дека носи со себе одредени компликации баш во врска со овие сексуално преносливи болести што се. Меѓутоа, за нив толку не се интересират колку што за самиот начин на пазење, односно како да не забременеат. Меѓутоа, сето ова е многу мал процентот на млади девојки што доваѓаат за консултација. Доктор Јуруков додава дека и понатаму најдобра заштита од несакана бременост и сексуално преносливи болести е кондомот кој младите се почесто го користат. Доктор Јуруков советува, пред да се стапи во сексуални односи, добро да се размисли за последиците од евентуална бременост и сексуално преносливи болести, а консултацијата со гинеколог и родителите е задолжителна.
Што се однесува на малолетничките бракови пак, од Центарот велат дека годишно во Кочани се случуваат по околу 4 малолетнички бракови. Младоженците се на возраст над 16 години, а од нив се мешани и од ромска популација, но повеќето се од македонска припадност. Брак повеќе бараат девојчињата, а се добива само со потпис и согласност од нејзините родители. Почна реализацијата на проектот за реконструкција на тротоарите во центарот на Кочани. За ваквото уредување на комуналната инфраструктура, општината инвестира околу 60.000 евра од сопствениот буџет. Локалната самоуправа на Кочани ја започна реализацијата на проектот за реконструкција на тротоарите во централното градско подрачје, за што од општинскиот буџет инвестира 3.600.000 денари. Активностите започнаа на улицата Браќа Ставреви, која е една од најстарите во градот, пошто ќе продолжат и на останатите пешачки површини, што подолг период беа оштетени и ископани. Во моментот механизацијата го отстранува постојниот асфалтен и бетонски слој на тротоарот на потегот од стариот парк кон градскиот плоштад. Работите ќе се одвиваат од едната страна на улицата, при што ќе бидат поставени бехатон плочки. Реконструкцијата опфаќа именување на дел од уличните рабници со нови. Освен тоа ќе се направи и прилагодување на постојните шахти за атмосферска и фекална канализација, како и дополнително уредување околу постојните дрвореди. Според најавите на стручните служби во локалната самоуправа на Кочани, при реконструкцијата на тротоарите ќе се поставуваат повисоки рабници за да се намали можноста за злоупотреба на површините, за непрописно паркирање на автомобилите и против друг вид узурпација на просторот што е наменет за движење на пешаците. Општина Кочани склучи договор за реконструкција на пешачките површини со градежната фирма Патио Монт од Кавадарци. Планирано е уредување на тротоарска површина од околу 3500 метри квадратни. Во теќе постапка со која јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница ќе набави нови метални контејнери за собирање на отпадот од јавните површини. Набавката доаѓа како замена за постојните пластични, што граѓаните често ги оштетуваат со палење. Набавка на нови метални контејнери за јавните простори ќе реализира комуналното претпријатие Солидарност од Виница во наредниот период. Тоа е дел од редовната програма за одржување на хигиената и изнесување на сметот, а за што денојуве заврши и тендерската постапка за избор на фирма што ќе ја испорача комуналната опрема. Планираната сума што треба да се потроши за оваа намена не беше наведена во јавниот повик, но со оглед на актуелните цени од претходните набавки во комуналните претпријатија во регионот, може да се очекува да се инвестираат околу половина милион денари. Според техничката спецификација во тендерската постапка, парите ќе бидат наменети за купување на 30 метални поцинкувани контејнери со капацитет од 1,1 метар кубен. Рокот за испорака на опремата е 15 дена од склучувањето на договорот, односно од добивањето писмена нарачка што е подпишано од овластено лице од Виничкото комунално претпријатие. При тоа набавката ќе се одвива сукцесивно според потребите. Ваквите набавки во комуналните претпријатија се редовни и се прават вообичаено еднаш годишно, а обезбедувањето метални контејнери доаѓа како замена на пластичните, кои се на удар на однесувањето на несовесните граѓани. Доказ за тоа се и фотографиите на социјалните мрежи, на кои може да се види дека поради палење на отпадот, контејнерите целосно се изгорени и практично неупотребливи. Работна средба со кочанските стопанственици и Агенцијата за вработување ќе се одржи в среда на 12 февруари во ресторанот Амор во Кочани. Истата е на тема можности за усогласување на потребите за преквалификација и доквалификација на активните баратели на работа и стопанството. В среда на 12 февруари во ресторанот Амор, општина Кочани организира работна средба со кочанските стопанственици и Агенцијата за вработување на тема можности за усогласување на потребите за преквалификација и доквалификација на активните баратели на работа со стопанството. На средбата на која ќе присуствува директорката на Агенцијата за вработување Билена Јовановска, ќе се дебатира за неопходниот стручен кадар и можните решенија за негово обезбедување, со цел да се подобри понудата и конкуренцијата
конкурентноста на пазарот на труд во нашата општина. Општина Кочани иницираше представниците на локалниот бизнис сектор да изработат внатрешна анализа за потребата од стручни профили за функционирање и унапредување на производството. Со учество на средбата, тие ќе дадат придонес во подобрување на условите за локален економски развој. Според податоците од Агенцијата за вработување, во Кочани има 2439 активни баратели на работа, 198 со високо, 527 се со средно, а со основно образование и без образование се 227. Преку обуките и доквалификациите кои што ги прави Агенцијата за вработување, заедно со Организацијата на работодавачи и Стопанската комора, може да се обезбеди преквалификација и доквалификација за да можат активните баратели на работа да се прилагодат на потребите на пазарот на труд, односно на работодавачите. Во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани на 18 февруари, вторник, со почеток од 19 часот, свечено ќе биде отворена изложбата на дела од првата ликовна колонија Свети Ѓорги, село Блатец, Виничко. Влезот е слободен. Во периодот од 26 до 30 август 2019 година во околината на манастирот Свети Ѓорги во село Блатец, Виничко, се одржа првата ликовна колонија Свети Ѓорги. Живописниот предел околу манастирот за прв пат лоцираше 12 уметници во хармонија со природата да се инспирираат и создадат дела за првата колекција од првата ликовна колонија Свети Ѓорги. Ликовната изложба плени со својот колорит и разнообразие, бидејќи е представена преку призмата на 12 уметници, кои создадоа 26 уметнички дела од уметниците. Станува збор за следниве ликовни автори: Миливој Симеонов, Дејан Спасов, Катица Алексова, Гордана Вренцовска, Александра Димитрова, Дарко Богданов, Весна Ничевска, Срđan Микиќ, Виктор Јаневски, Драгана Павловска, Ангела Трајанова, Сладжана Гаврилова и како млад гостин Нина Савева. Изложбата во Кочани ќе биде отворена на 18 февруари, вторник, во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот. Влезот е слободен. Хуманитарна забава за помош на Славица Димитрова од Кочани организира кафе бар Меджик. Ќе се одржи на 16 февруари, недела, со почеток во 21 часот. Влезот е 100 денари, а за забавата ќе се погрежат диџеј Буби и диџеј Монстер. Се покануваат сите граѓани да ја покажат својата хуманост. Да не се претерува со пиење за празникот Свети Трифун, порачуваат свештениците. Традицијата може да се негува, но внимателно со алкохолот. Погрешно е досегашното мислење дека Свети Валентин е католички празник. Православен е и се слави на 12 август. Ден кога црквата го чествува празникот на светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее светителот да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците. Традицијата може да се негува, но не треба да се претерува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница како што го представуваат луѓето, никогаш не ни отгледувал лозје, ниту учествувал во такви собири. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Знаеме дека таквите закројувања знаат да преминат во пијанки, или да се пак ќе кажеме лозарите знаат и малку да претераат со пиењето. Апелираме, значи доколку веќе бараат молитвена заштита, молитвена помош од светителот, сето тоа да биде христијански достоинствено и пред се молитвено, а не да биде недолично како за секој обичен човек, а не па за христијанин. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички, како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот, кој наполно се косел со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. Некои го нарекуваат дека е католички празник, тоа не е католички празник, туку овој светител живеел во 4 век и спаѓа во редот на исто и на православни светители. Неговиот спомен го чествуваме во август, но под влијание на западната цивилизација, западната култура која што во последно време е капиталистички потрошувачка, нели ни се наметна овој празник како, не знам, денот на влюбените, младите влюбени парови си подаруваат подароци,
За нас христијаните должни сме да сведочиме за она вистинската братска љубов секој ден, а не само на одредени денови. Посебно никогаш во православното христијанство не е глорифицирана еротската љубов, љубовта помеѓу, двајца млади, туку она вистинска православна љубов која што треба да сведочиме, тоа е љубовта кој секој ближната, ближен е секој, буквално секој човек кој што ни е брат во Христос. Нема потреба од одредени денови или празници за да се изрази љубов на некого или да се изненади со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на Светата Божествена Златоустова литургија, што ќе се служи во храмот Свети Великомачени Ѓорги. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.